Здраво, во ова видео ќе демонстрирам корисничката апликација во Odoo, која се однесува за процес за одобрување на персонални кредити. Процесот е моделиран како пайплайн со фази и копчиња за премин помеѓу фазите и е согласно со BPMN моделот. Можеме да ги видиме колоните Draft, Under Review, Credit Check, Final Approval од Accounting, Approved, Rejected и Dispersed. И секоја апликација за кредити ќе мора да се движи низ сите овие колони, почнувајќи од Draft. Можеме да стиснеме на тестот кој што го имаме креирано пред малку. Во нашиот Loan 1 тест, првин ќе прикажеме пат со кој што ќе стигнеме до одобрување, како пример. Првин мора да се пополнат информациите за client information, employment and income и loan details и многу од овие полиња се required, односно мора да бидат пополнети. Имаме креирано наш клиент за кој што дадовме телефонски број и имейл адреса и пополнети се сите останати полиња. Во client information се личните податоци, како што може да видиме. Имаме контакт, документ, телефон, адреса. Понатаму во Employment and Income, поточно имаме информации за вработување, приходи, тие подоцна се користат во процена за кредитоспособност. И во делот за Loan Details се дефинира самото барање, износот, намената за која што ќе ни биде потребно да се земе тој кредит, рокот и камата. Значи, ова е формалната апликација која ќе се движи низ процесот. И автоматски се зачувува ова барање. Од овој момент системот го следи како запис, кој што ќе поминува низ фазите. Сега ги имаме креирано овие копчиња кои што ни помагаат да се движиме низ тие фази и тие се поврзани преку серверски акции. Имаат код кој што ни помага да се движиме. Кога ќе стиснеме на првото копче Submit for Review, не префрла веднашка во фазата Under Review Bank Officer, каде што и треба да бидеме моментално, а претходно бевме во Draft. Значи можеме да видиме и во Kanban табелата дека сега е променет тука во втората колона нашиот тест loan број 1. Сега можеме да го отвориме повторно. Во оваа фаза банкарскиот службеник ја проверува основната документација, валидноста на податоците. Значи тука демонстрираме дека записот се подготвува за целата кредитна процена. Потоа можеме да стиснеме на копчето за Forward to Credit Check, за да не префрли до следната фаза. Сега се наоѓаме во Credit Check by Credit Officer и исто така и во Kanban се има помрднато точно една колона. Значи апликацијата се префрла кај кредитен службеник позадински, тука се прави таа процена на ризик и кредитен скор може да се прегледа. Сега во Credit Assessment табот можеме да внесеме кредитен скор, резултат, процена на ризик. Во реален систем овие вредности би доаѓале од интеграција, но сега за демонстрацијата ги внесуваме рачно, носим одлука за дали апликацијата ќе продолжува или ќе се одвива. Можеме да внесеме било што. За ова има назначено лице. Пример за ноут. И сега сакаме да преминеме на фазата која што е за Final Approval. Сега се наоѓаме во Final Approval од Accounting, односно сметководство. Секако и во Kanban се има помрднато за една колона. Значи, овдека се прави одлука, доколку процената е позитивна, апликацијата оди во таа Final Approval фаза, за да се изврши финално одобрување и да се дефинираат условите.
Овдека за документи може да се прикачуваат потребни документи, но моментално не е задолжително тоа поле. Моментално ќе преминеме во нашата колона за Approval and Disbursement. Можеме да додадеме, да ги пополниме полињата, да додадеме некои информации. Ќе ставам денешната дата. Rejection reason е само доколку има потреба, доколку сме биле одбиени. Во оваа фаза сметководството ги внесува финалните параметри, односно одобрен износ, датум на одобрување, како што сега ги внесовме, сметка за исплата. Ова се извршува се од страна на сметководството. Може понатаму да се додадат улоги, меѓутоа за целта на оваа демонстрација јас како еден корисник ги прикажувам сите акции потребни и од страна на Bank Officer, Credit Officer и сметководство. Ово уствари ни представува финален чекор пред самото одобрување. И сега, бидејќи во овој пример ќе ни биде одобрено, можеме да кликнеме на копчето за Approve Loan, кој што ќе не однесе во фазата Approved. Можеме и во Kanban да видиме дека ќе се помести. За една колона се наоѓа сега во Approved. Сега добива статус Approved, самата апликација, и по реална исплата се внесува датум на испрата, а со mark as dispersed се завршува целиот процес. Kanban табелата ја прикажува апликацијата во dispersed, откако тоа ќе се направи, и тоа значи дека кредитот е веќе активиран и исплатен доколку се било правилно одобрено. Mark as dispersed, како што можете да видите во демонстрацијата, се поместува овде и во Kanban, тоа може да се види. Сега ќе прикажам и втора патека, одбивање на апликација. Можам да креирам второ барање, кој што ќе почне од draft. Ги пополнуваме потребните информации. Имаме претходно креирано тест клиент. Мораме да пополниме, бидејќи многу од овие полиња, например employment status, се задолжителни, инаку не би проаѓало во фазите и ќе добиеме missing required fields нотификација. И loan details. Намената може да биде од ова drop-down листа било која, medical expenses. Имаме дефолт вредности за месеците и за каматата, interest rate. Значи, сега можеме да преминеме во наредните фази, submit for review, forward to credit check, како што можеме да видиме се поместува во credit check преку credit officer, исто и како претходно во примерот за approved. Forward to accounting. Можеме да ги пополниме информациите за credit assessment. Ова логички се одредува, значи они кои ќе видат кој е скорот и дали ќе одредат ризикот според дадените информации, дали е висок, низок, среден, може да додадат
note и да одлучат во која фаза ќе го преминат корисникот, користејќи Odoo, да се олесни самиот процес. Нема потреба од документи. Можеме да одиме во reject овој пат. Значи ќе го скокнеме копчето за approve loan. И можеме да дадеме rejection reason. Поточно подобро ќе беше да ставевме high risk овде, пример. И овдека соодветното лице би знаело правилно како да се изрази за точната причина за одбивање на корисникот да не може да подигне кредит. Можеме да видиме во Kanban погледот дека сега се наоѓаме во rejected. Фазата за нашиот тест loan 2. Значи во ваков случај се донесе одлука за одбивање, со reject application копчето се оди во rejected и внесуваме причина за тоа одбивање, за транспарентност и трагата за ревизија. Како што може да видите, едниот тест пример отиде во dispersed, кој што беше accepted, а другиот отиде во rejected колоната. Со ова демонстриравме еден целосен workflow, креирање на апликација, проверка, кредитна процена за која што се има соодветни лица, финално одобрување исплата, како е алтернативната патека за одбивање. Сите активности од процесот се поддржани со кориснички интерфејс преку табови, се следат преку Kanban фази во Odoo.